Одбојкарите на Југохром се победници на четвртиот одбојкарски турнир за ветерани Тетово Опен 2019, кој изминатиот викенд се одржа во спортската сала при основното училиште Гоце Делчев во Тетово. Југохром во финалето ја совлада Струмица со 2:0, додека во полуфиналето со истиот резултат беа подобри од 11 октомври од Прилеп, а струмичани исто така со 2:0 ја совладаа комбинираната екипа на Скопски Вардар и Штипски Младост. Најдобар поединец на турнирот беше тетовскиот одбојкар Жарко Ристовски, додека сите останати учесници изразија задоволство од играта и дружењето. Успеавме да го освоиме овој турнир. Не беше воопшто лесно, затоа што во финалето ги имавме ветераните на Струмица, кои што се многу поактивни од нас, меѓутоа ете, задоволен сум од своите перформанси, од моите соиграчи и среќни сите задоволни со освојување на пехарот. Одиграа многу добар турнир, одиграа добри утакмици, се видеа што е најубаво за големата желба да се постигне резултат. Нормално, тука има и помлади кои што се тие кои што ги освајаат поените, а ние постарите, односно тие што се близу до мене, малце и повише фигурира него што, али најважно е тоа што се одигра и најважно е што се сретнавме. Јас бев најстариот член денес на турнирот. Околу организацијата сум многу изненаден, пријатно. Мислам дека овој турнир треба понатаму да прерасне во меѓународен турнир и да видиме кај се наоѓаме ние во однос на балканските екипи. Јас сум изненаден од присуството на постарите, што ни биле идоли некогаш пред многу години, што во моментов е за младиве, помладиве генерации многу добра лекција. И неко задоволството е огромно да се присуствува на вакво нешто и е многу добро да се одржи една традиција. Турнирот во име на Сдруженијето на спортските ветерани беше затворен од една од најголемите македонски одбојкарски легенди, професорот Драшко Хаджилјовски Чајка. Чест ми е да од име на организаторот Ивица Чајка да ви честитам и да ви заблагодарам на вашите убави игри и да уште многу години сигурно да покажете уште дека сте млади и да секогаш вакви добри утакмици покажувате. Уште еднаш ви благодарам. Ова е затворен овој турнир на ветерани. Четвртиот одбојкарски турнир за ветерани беше организиран од Сдруженијето на спортски ветерани Шарпланинец од Тетово и Федерацијата на спортски ветерани на Република Македонија, а беше поддржан од Одбојкарската федерација на Македонија и Агенцијата за млади и спорт.